И време е за веžбање. Знаеме дека фитнесот е дел од нашиот живот и од него можеме да добиеме само придобивки. А мој денешен соговорник на огромно задоволство станува збор за едно талентирано момче кое што од мали нозе го има засакано бодибилдингот. Станува збор за Стефан Ѓоргиев. Стефан, ти благодарам што ја прифати мојата понуда за да бидеш дел од мојата емисија. Добре дојде и кажи ми како си. Добар ден, јас сум добро. Вие како сте? Дали сте добро? Да, одлично, ти благодарам на прашање. Еве, ќе се дружиме неколку минути заедно, како што и најавив, нели дека фитнесот е дел од нашиот живот и како што знам дека и кај тебе донесе само придобивки. Како започна, кажи ми, зошто го одбра бодибилдингот? Како најпрво од се, јас започнав со тренирање на фудбал и вежбање во домашни услови. Сето тоа, мојата желба уште од мали нози беше кога ќе пораснам да се изградам како успешен и квалитетен спортист. Од 9 до 16 години тренирав во домашни услови, воедно и тренирајќи фудбал, но кога дојде време, кога влегов за прв пат во теретана, во мене се роди страшна љубов и тоа многу ми исполнуваше, па затоа започнав да го практикувам истото. Исто така на 19 години освоив прво место. Тоа беше такмичење на 23 август во Скопје, кое што се одржуваше бодибилдинг надпревар на државно првенство. Јас се надпреварував во категоријата бодибилдинг јуниори до 19 години, каде што освоив прво место. Исто така бев премногу среќен, бидејќи една од моите цели беше исполнета. Така. Какво беше чувството тогаш? Дали се надеваш дека ќе го добиеш то прво место? Како што велат, одиме секогаш за првото место. Доколку не се спремаме како за прво место, нема да освоиме прво место. Така да чувството беше многу добро и очекував прво место, бидејќи поминав покрај многу тешки припреми и покрај многу тежок пат кон самиот успех. Така. Дали понекогаш си се разочарал? Што е она мото кое што те води напред? Во животот секогаш има и добри и лоши моменти, но сепак наше е да ги издржиме истите моменти, да останеме до крај со мотивација, да веруваме во себе, да се бориме до крај, никогаш да не се откажуваме самите од себе, од своите соништа, бидејќи што е наше, ќе си дојде. Така, одлично. Сега, ти самиот кажа дека станува збор за тежок период, нели, околу тие надпреварувања. Колку сето тоа ти одзема време, колку е тежок тој тренинг? Тренингот вообичаено е тежок, бидејќи секогаш ние се трудиме да постигнеме што повеќе подобри резултати. Периодот на да биде задоволни, да. Исто така, кога се спремав, поминав покрај многу тешки моменти, бидејќи треба пред се, ако сакате за да се спремате, требате и психички да бидете спремни кон тоа и, како што напоменав, да останете јаки до самиот крај. Така. И сега кажи ми, што е важно во едно надпреварување, доколку сме веќе нели на таа тема? Бодибилдерите се спремаат за надпревар преку симнување на телесната тежина, на крајната фаза, со дехидрација на телото, односно вадење на водата организмот, добивање на васкуларност. Исто така победува оној кој што е најдобро се спремал, кој што има најдобра сепарација на мускулите и така натаму. Бидејќи има 9 суди кои што одлучуваат кој е најдобар. И сега, како што кажавме, и двајцата станува збор нели за еден тежок процес во сите тие нели надпреварувања. Која е твојата најголема поддршка и мотивација? Мојата најголема поддршка и мотивација е самата моја внатрешност од телото, бидејќи доколку сам, ако не се мотивирам, ако немам љубов према тоа што го правам, успехот ќе биде многу тежок. Така, да, но сепак да. Но како можам да замислам дека си навистина еден упорен, кој што оди кон своите цели, така? Секогаш, ако не верувате во своите цели, нема да бидат реалност. Да, но и мислам дека и во ова стресно време треба да имаме сите голема самодоверба за да можеме нели да постигнеме се што ќе сакаме. Не само во спортот, туку и во животот, за да бидеме да се изградиме како успешни личности, мора да размислуваме секогаш на позитивното, да правиме позитивни и да не обрнуваме внимание што мислат другите за нас.
Толку си млад, а имаш толку голема позитивна енергија и затоа задржи таа позитивна енергија и шири околу твоите најблиски и семејството, па секако нели пријателите, како што кажавме, че беме во едно стресно време на кое што на сите нас им е потребна таа позитивна енергија. И сега Стефан, кажи ми, кои се специјалните вежби за растот на мускулната маса? Ти сами нели спомена дека представува нели потежок процес, што и како треба да се прави? Специјални вежби за раст на мускулна маса моментално нема, бидејќи вежбите се оние основни вежби кои што поголем процент на вежбачи ги изведуваат, а додека пак сме тука, сега може да дадам 3 фактори кои што влијаат врз растот на мускулната маса, а тоа се пред се добро избалансирана исхрана, правилно изведување на вежбите и доволен одмор или спиење. Бидејќи кога ние спиеме, мускулот тогаш хипертрофира, односно расте. Така, колку пати неделно вежбаш? Јас неделно вежбам 6 пати и имам еден ден одмор. Знае ли да биде напорно или сепак вежбаш со толку голема љубов? Оно што е напорно, но доколку работите со љубов од самите себе, тогаш нема да осетите ништо. Да, сега Стефан кажа ти нели дека 6 пати неделно вежбаш. Можеш ли накратко да ни го кажеш твојот тренинг, кои се тие вежби на пример, што ги правиш, на што внимаваш? Дневно вежбам по една мускулна партија, односно вежбам по еден мускул во еден ден. Например, во понеделник најчесто вежбам гради, во вторник вежбам раце, во среда рамо, во четврток нозе, додека пак во петок грб и сабота ги повторам нозете или градите, додека пак неделата е денот за одмор каде што не посетувам теретана, туку само одмарам. И затоа имаме и видливи резултати. Секако тоа. Сега, Стефан, знаеме и ние јасно на сите дека тука голема улога игра и исхраната. Знаеме дека препоставам дека требало да се одвикнеш од некои намирници. Како успеа ти да се одвикнеш од тие намирници и кои протеини, шекери, што се треба да биде вклучено во исхраната? На што треба да се внимава кога е во прашање нели бодибилдингот? Пред се треба да се внимава, како што напоменав, на трите најбитни фактори: правилно изведување на вежбите, добро избалансирана храна и доволен одмор. Односно, повеќе резултати донесуваат доколку пазиме на трите најбитни макронутриенти на кои што телото ги бара како енергија, а тоа се протеин, масти и јаглехидрати. Тие се трите најбитни макронутриенти на кои што телото му треба за оптимална за раст, за напреднување, за сето тоа. Односно, покрај сите тие три макронутриенти се базираат и калориите кои што ги внесуваме дневно во организмот. Така. Добро, рековме дека има 3 оброци, а како да се стимулира метаболизмот? Метаболизмот се стимулира со помош на настанувањето во утринските часови, доброто вежбање, правилната исхрана, исто така пиењето на доволно вода и многу други фактори. Дали ти беше тешко да се одвикнеш од оние намирници кои што не треба да ги внесуваш? Како помина тој процес? Со самото започнување на теретана пред 2 години, едноставно почнав постепено да се прилагодувам на здравата исхрана и тоа ми помогна да не се откажам више никогаш, бидејќи се што правиме во животот треба да биде постепено, за да ги добиеме посекуваните резултати. Браво. Сега кажи ми, протеините играат главна улога, така? Протеинот како суплемент е додаток во исхраната, во кој што ни помага да качиме чиста мускулна маса. Но како што може да кажеме, суплементите не се магичното стапче. Доколку нашата исхрана не е добро избалансирана, доколку не вежбаме правилно, доколку не одмараме како што треба, суплементите не се тие што ќе може да ни помогнат на нас, бидејќи тие се водатоци во исхрана, така да во овој случај нема никако да ни помогнат доколку не ги практикуваме тие три работи. Така. Сега Стефан, знаеме нели како што кажавме дека бодибилдингот е сепак нели тежок спорт. Од кои работи ти требаше да се одвикнеш за да се посветиш максимално на бодибилдингот? Пред се јас се откажав од многу работи, како што се ноќното излегување на кафе или на забави, нездравото јадење, седење до доцните часови,
додека моите врсници излегува, големиот процент на моите врсници излегуваа на кафе или на забави, јас инвестирав во себе за да добиам подобра иднина, да се изградам како квалитетен спортист, успешен, позитивен пред се. Секоја ноќ пред да си легнам, барем 1 час одвојувам за едуцирање, односно читам за работите околу бодибилдингот, начинот на исхрана и многу други работи. Да, но сепак си на прав пат и имаш успеси позади тебе и јас ти посакам уште многу. Сега кога сме кај твоите успеси, кажи ми која награда ти е најважна и еве едно потсетување на сите оние награди добиени. Пред се во бодибилдинг си имам такмичено само еднаш и како што велат, секоја награда си има своја тежина. Па за мене секоја награда е важна за која што сум се спремал со своите последни сили, што сум инвестирал на максимален процент, што сум се трудел со љубов, мотивација, дисциплина. Значи секоја таа награда за мене е безцената, бидејќи многу вреди која имаш во раците. Дали имаш некоја желба на која надпреварување сакаш да отидеш? Па како што сум почнал сега, од државно ниво, секако сакам се нагоре и нагоре додам, но како што велат, треба време да помине постепено, се што е наше ќе си дојде. Да. Сега Стефан знаеме нели Асоциацијата за жал со COVID-19 дека ги затвори нели вратите на многу професии. Како влие врз овој спорт и дали ти имаш некое твое лично мислење, нели сепак си млад, но знаеме дека ја засега нели младата популација знаеме веќе се за што се работи. Твое лично мислење и твој став. Па сега вака, COVID-19 не само врз спортот, туку и на глобално ниво влијае многу лошо, бидејќи заради многу голем процент заболени, се затворени фитнес центрите, спортските сали, некои држави си под карантин, не може да излегуваат надвор, морат да ги извршуваат вежбите во домашни услови. Сепак влијае лошо, пак ќе кажам, но доколку вежбаме, вежбањето е едноставно како бустер на имунитетот, кој што може да ни помогне за подобра иднина. Да, но сепак кога во прашање фитнесот ние можеме да вежбаме и дома, се разбира, нели? Секако да. Секој започнува од некаде, значи мора да започнеме од некаде. Не е се најначка да започнеме. Да, сега ми текни на таа изрека дека секојаш има многумина од нас, нели не можеме да пронајдеме време, секојаш знаеме да кажеме да од утре почнуваме да вежбаме, утре поминува, да од утре и така натаму, што им препорачуваш оние кои што треба да. И се, бидејќи немам време е веќе изговор. Доколку сакаме, нештото го сакаме, можеме да најдеме време за се во животот. Така. Сега кажи ми колку е важен сонот. Сонот е витално, често занемарена компонента од поголемиот процент на целокупното здравје на еден човек. Исто така, спиењето помага на телото да се спрема, да се одмори и да се спрема за друг ден. Исто така, од спиењето имаме и многу бенефити, како што се спречувањето на вишок килограми, на срцеви заболувања, долготрајање на болеста и така натаму. Исто така можам да кажам дека спиењето е клучот на одморот, на растот на мускулите, бидејќи кога ние спиеме, нашиот мускул одмора, бидејќи мускулот е составен од мускулни влакни. Кога ние вежбаме, тие мускулни влакна се оштетуваат. Но со помош на одморот, кога спиеме, кога одмараме, нашето мускулно влакно се опоравува и расте, односно хипертрофира. Сега, кажи ми, како да не дојде до преоптеруваност на нашето тело, бидејќи некогаш знаеме и да претераме нели во тоа? Преоптовареност на нашето тело да не дојде, треба пред се да бидеме паметни, да ја слушаме внатрешноста на нашето тело, што и како реагира, да не се напрегаме доколку не можеме, бидејќи доколку телото дојде до замор, може да дојде и до непосекувани влијанија, како што се дехидрација, анксиозност, заболување со анксиозност, зголемување на крвниот притисок и многу други работи. Така, Стефан, кажи ми твои идни планови. Мои идни планови пред се сакам да сум успешен на секое поле, секаде каде што одам, да ширам позитивна енергија, секој да се гордеам со самиот себе си, бидејќи никој друг нема се гордее.
ако не се гордеш сами од себе си, нема ни да успееш. Точно, се согласувам Не се со тебе. подржуваш. Да. Сега, што им препорачуваш на некои што сака да се занимаваат со бодибилдинг, што е најважно, например, на самиот почеток? Сега вака, секој човек си има своји цели и своји соништа. Доколку некој размислува да започне со бодибилдинг кариера, зошто да не? Зошто да не започне, бидејќи ако самото тоа него го исполнува и го едноставно носи на прав пат, зошто да не проба? Од мене ја има најголемата поддршка. Така да се што ќе прават да треба да се прави поленка, постепено и со многу знаење, со љубов, дисциплина, мотивација и така натаму. И уште едно да кажем, бодибилдингот е спорт кој што не треба се брза. Така кажено, бодибилдингот е маратон, бидејќи ништо не доаѓа преку ноќ. Треба време да помине, вложен труд и многу други работи кои што не носат до самите добри резултати. Така. Стефан, ти благодарам за одвоеното време. Јас ти посакувам многу успеси и награди. Се надевам дека уште еднаш вака убава ќе му обетиме. Ти посакувам се најдобро и чувај се. Благодарам, исто така сакам да искажам сите да се чуваат, да пазат што да прават, паметно да го прават, така да чувајте се и од оваа епидемија. Така, и сега сме подготвени за вежбање. Секако, ајде да започнеме. Ајде.